Затоа, каква пензиски систем, односно кои ни требаат реформите во врска со пензискиот систем, со какви предизвици се соочува, зборувам со Дарко Симуновски, извршен директор на Limited Spouse Manager. Господине Симуновски, пред добро дојдовте во Bloomberg Адрија. Благодарам за поканата. Добро утро на сите гледачи. Така и на почеток само би ве прашала, кога веќе споменав во однос на структурните проблеми, дали навистина можеме да говориме од оваа перспектива од денешна дека пензискиот фонд се соочува со една структурна криза и дали веќе треба да се размислува за мерки кои што би се превземале во однос на реформа на пензискиот систем? Дефинитивно пензискиот систем во Македонија се соочува со структурална криза. И таа дури постанува таа систематска криза, затоа што моментално со односот на вработени према пензионер е 1,6 на 1 пензионер. Инаку, колку за информација за гледачите, економскиот минимум за еден пензиски систем да биде лесно одржлив и да нормално да може да функционира, минимумот што треба да го има е 2,6 осигуреници, односно вработени на еден пензионер. Инаку поволно е 3 или повеќе вработени на еден пензионер. Кога ќе ги согледаме таа бројка што моментално се случува и што ја има во Македонија и пошироко во светот, доста земји се соочуваат со нискиот наталитет и се повеќе пензионери, тогаш гледаме дека тоа дефинитивно е нешто што е една длабока криза во пензискиот систем и дефинитивно бара реформи и тоа сериозни реформи во пензискиот систем. Сега од другата страна се предлага, односно предлагате промена на начинот на индексација, постепена капитализација на првиот столб и сериозна реформа на вториот столб. Кои од овие мерки треба да бидат можеби прв чекор и колку би биле тешки за спроведување? Секако може да се почне прво со индексација. Моментално во Македонија пресметката на пензии индексацијата оди 50% според инфлацијата и 50% според раст на плати. Тоа е убаво за пензионерите што моментално се, но меѓутоа, како што кажав пред малку, овој начин е неиздржлив за полугрок и затоа мора да се промени начинот на индексација. И тоа е нешто што може од тука да се почне и по-блага реформа што нема многу да ги засегне пензионерите и системот и пензискиот систем во целост. Така да јас би почнал со индексација и таа индексација доди со 100% според инфлација, со исклучок на минималните пензии каде што може да биде во сооднос индексација на инфлација заедно со индексација на платите. Исто така втора мерка што јас би ја предложил е да може ова линеарно зголемување на пензиите е убаво звучи, но меѓутоа не може на долг рок е неиздржливо вака како што сме поставени со 1,6 вработен на еден пензионер. Затоа што ние треба да се грижиме за овој пензиски систем да се одржува за полуг рок на време. Исто така јас предлагав за начинот на функционирање на првиот столб, односно моментално во Македонија првиот столб функционира pay as you go систем. Што значи тоа? Тоа значи секој еден што е вработен со своите придонеси директно дел од средствата за осигурување одат во тој пензиски систем, во еден кош за пари да кажам, каде што можат да се користи моментално за моменталните пензионери и да се исплаќаат пензиите. Pay as you go системот не може да биде одржлив на долг рок само како таков, мора да има исто така капитализација на првиот столб. Сега знам дека е доста тоа нешто што треба повеќе време, барем за неколку години да можеме барем со 20% од вкупната вредност на пари што се збираат во првиот столб, барем 20% да биде капитализиран. Што се однесува во вториот столб, дефинитивно таму треба подетално да се направат подрастични реформи, каде што треба да има таа капитализација моментално што има носи многу малку приноси, затоа што голем дел од капиталот што е во вториот столб на пензискиот систем оди во обврзници и во приноси што се многу ниски, што едноставно не можат да стигнат дури со инфлацијата што се случува во моментот. И тука предлагам исто така да се направи предлоги во начинот на инвестирање на вториот столб.
Таа вклучува и инвестирање во недвижности и исто така пошироко портфолио на инвестирање во акции, во индекси на светските глобални берзи. Така да И сега овие со целиот реформи целосниот само ако пакет, со целиот основниот овој пакет некако се стремиме кон намалување на трансферите од буџетот кон фондот, кој според оваа проекција би можеле да се намалат околу 7 милиарди денари. Колку оваа проекција е остварлива и ако овие мерки се превземат сега, за колку време би можеле токму овие трансфери кои што и како го задушуваат фондот да се намалат во брзина? Точно така, според моите пресметки, доколку се направат овие мерки што ги спомнав и плюс дополнително уште една мерка, тогаш може за 10 години Македонија да заштеди 7 милиарди евра, што би биле едноставно даени како што е моменталниот модел и би можеле да се заштедат тие пари за да можат дополнително понатака во иднина пензискиот систем да добива финансирање. Во балансот на работната сила. Што значи тоа? Повеќе луѓе да одат и да работат во приватниот сектор, за разлика од тоа што го имаме сега во државна администрација и сите работи, особено кај јавната администрација. Значи, мојот предлог е тука да се намали јавната администрација со тек на време и луѓето едноставно да добијат подобри услови во приватниот сектор, но исто така накачување на платите, просечната плата на приватниот сектор да се накачи барем за 30%. Не кажувам дека наеднаш тоа не може да се направи, но меѓутоа може да се направи постепено за неколку години и накачување на минималецот барем за 50%. Но меѓутоа овие плати што ги спомнувам и овие накачувања важат само за приватниот сектор. Зошто? Затоа што приватниот сектор е тој што директно придонесува со свеж капитал на пари во пензискиот систем, што може после понатака сите пензионери да го користат. И едноставно со еден таков се намалува јавната администрација и тие луѓе постепено полека одат во приватниот сектор со повисоки плати. Во тој случај дефинитивно пензискиот систем може да се одржи дури и со односот да се зголеми 2:1. И во тој случај ќе мислам дека ќе може пензискиот систем вака како што е да се спаси и што е многу битно наместо да се зголемува старосната граница како што веќе видовме во други држави 67 некаде и постари. Јас сум за тоа да се остане онака како што е сега 64 со 62, но меѓутоа мора да се направат овие 5 клучни мерки и реформи во пензискиот систем. Така, Смиловски, јас ви благодарам многу за анализата и за гостувањето во Блумберг Адрија. Секако, благодарам.